Добре во студио за мојот гостин, легендарниот архитект Георги Константиновски, легендарен не само во Македонија се разбира, и се уште сте активен професор, визитинг професор во регионот. Последен пат ве видовме во јавноста пред минатата недела, пред некој ден практично, кога кажавте дека ви се плаче од руината што станала од Гоце Делчев, студентскиот дом, тоа е ваш труд, ваше дело. Да. Кои се вашите чувства? Како се чувствувате и денес кога го гледате објектот како се распаѓа, односно во какви услови живеат тие деца, тие студенти? Па во врска со ова што ме прашувате, сум рекол, тоа е исто како мајка кој ќе роди своје детенце и како го одгледува, како се грижи за него, така и архитектите имаат една посебна почит према своите дела. Може да замислите како се чувствувам кога го гледам студентскиот дом во некаква руина, а тоа не дека тој не можел да биде онаков како што бил изграден. Тоа е односот на општеството спрема она што треба да полага посебно внимание, а тоа е одржувањето на објектот. Мислите на власта, за тоа што општеството не треба да го идентификуваме, се разбира. Власта е онаа која треба да се грижи, која ја има одговорноста и обврската. Апсолутно. Знаете што наместо да се фрлат пари непотребно за овие глупости што се прават со фасадите, со така наречен барок, може ли тие да бидат паметно употребени за реновирање на студентскиот дом, каде што се формираат личноста на младиот човек. И да ви кажам дека студентскиот дом кога беше изграден, тоа беше понос и за републиката, а и фантастично се чувствуваа студентите кои што се селуваа во него. Тој беше објект со највисок стандард во однос на сите студентски домови, не само Југославија, и малце пошироко, дури во светот. Затоа што јас како архитекта, кога бев во Америка, после мојата магистратура на Јел, ги проучува студентските домови во Америка. Нема ни еден студентски дом така замислен, идејно и реализиран како што беше Гоце Делчев. Тоа треба да биде понос за Република Македонија, не за Константиновски, за автор, за Република Македонија. Да. Професоре, ја споменавме власта која има обврска, одговорност да се грижи не само кон архитектонските дела, се разбира, туку да има и почит кон архитектите. Има многу примери како фантастични дела според оценката, се разбира, прецена експертите, но и на јавноста, се практично уништени со она што вие го нарекувате некаков декор. Тоа стана збор за пластичен декор, така гипсен, всушност орнаменти, за кои ве, гледајќи едно ваше интервју, како велите вие дека во архитектурата тоа е практично фрлање пари, но и уништување на уметноста. Архитектурата е уметност, се разбира. Да, архитектурата е практично мајка на уметноста. Знаете, во архитектурата така, таа е објект представува, се внесуваат уметнички дела, било од ликовна, било од скулптурална содржина. И затоа таа е во сите книги што излегуваат за уметност, архитектурата е присутна таму број 1. Така да не можеме да ја одвоиме архитектурата од уметноста, ниту уметноста од архитектурата. И имате ли објаснување зошто постои елементарно непочитување на великаните, меѓу кои сте и вие, се разбира, на големите имиња на архитектурата во Македонија? Па знаете што, тоа непочитување доаѓа од ниската култура на тие што го раководат. Тие немаат никаква култура во областа на уметноста и архитектурата. Не? Тие се луѓе кои што го носат називот политичари, а јас никогаш за нив немам посебно мислење во однос на нивната култура, затоа што ако се на ниво на такво интелектуално ниво, каде што знаат што значи уметност и архитектура, тие нема така вандалски да се однесуваат спрема своите дела, спрема својата архитектура. Вие сте свесни, имате и споменато, долго време пишувавте и во Утрински весник, имате споменато и дека власта го пропагира всушност Скопје 2014. После бомбите, прислучкуваните материјали беше јасно дека
идејниот татко, идеолошкиот татко всушност е премиерот Груевски. Сите негови замисли беа практично наредби, инструкции кои мораа да се почитуваат и да се биде покорен. Па видите, независно кое име стои таму, дали Груевски или некој друг, а тоа е поголема група. Дури една колешка ми кажуваше како отишла, ми ја викнале на некаква консултација за некој објект и таму биле присутни токму овие највисоките луѓе што ги споменавте и како тие веднаш инсистирале да тој објект, ова колешка што го однесе проектиран во духот на современата архитектура, не, мора да биде така, не, во дух на барок. Смешно, знаете, вие сега еден архитект кој што работи во духот на времето, да го терате да проектира во некој си стил од минатото, тоа е злочин. Тоа е злочин. Вие терате човек да работи нешто што не е работел во текот на својот живот, нито го чувствува тоа како свое. Како свое, сите архитекти што завршиле на архитектонски факултет знаат за современата архитектура, знаат за она како што секаде во светот се гради и како во светот се размислува, а не враќање назад во историјата со 200-300 години наназад. Вие ги споменувате вашите колеги од архитектонскиот факултет, многу професори. Сепак, она што имам прочитано во вашите текстови е дека и во вашите се разбира изјави и интервјуа, дека ги чувствувате голем дел од вашите колеги ги чувствувате како предавници, како јуди, токму заради тоа што не го кренаа гласот тогаш кога беше неопходно. Младите архитекти сепак иако го кренаа гласот, беа навистина вандалски, се однесуваа кон нив, беа натепани. Да, беа натепани. Сметате ли дека доколку вашата фела се кренеше, протестираше практично деноночно, бдееше над изградбата на овој злостор, како што вие го нарекувате, тогаш ќе беше спречено Скопје 2014? Знаете, вие го знаете оној обид од Даница, што беше председател на Сојуз на архитекти, што се организира за зачување на трговскиот центар. Во тоа многу не успеа. И покрај тоа што не се направи трговскиот центар, онака како што сакаа во 2014. Архитектите се, во врска со ова ќе ви кажам вака. Дурбе во Америка постои општествена скала. На прво место во општествената скала во Америка стојат архитектите. На второ место психијатри. Адвокати, новинари и така натаму. Во Европа, Европа, мислам, знаете, овие развиени земјишта, Франција, Германија, и Англија и така натаму, архитектите се некаде до кај третото место во општествената скала. Во Македонија, да беа архитектите на последната лестица, скалата, на последното место, ќе се боревме ние архитектите се подкачиме едно ниво погоре. Ние не постоиме во општествената скала во Македонија. Ние сме избришани тотално. Што сакате вие повеќе од тие архитекти? Како може да се борат? Како може да се организираат? Има некакво си сојуз на архитекти. Јас сум во председателството, член. Ништо, не функционира ништо, комплетно. Но за тоа професоре не е виновна власта, не е виновен ниту премиерот Груевски, ниту пак владата. Точно, се разбира. Точно. Одговорноста сепак ја имаат архитектите. Да, меѓутоа што можат архитектите да направат? Не можат глас да подигнат ништо, знаете. Зошто, професоре? Зошто се плашат? Зошто се плашат? Зошто молчат? Јас точно не можам ни да ви одговорам зошто, меѓутоа кога за еден проекат треба да се плаќат по метар квадратен по некој си пола евро или не знам четврт евро, тоа значи ставени се архитектите на маргините на општествениот живот комплетно и тие се избришани. Како можете сега како избришан вие да почнете да се борите да создавате нешто? Вие сте избришани, вие не можете. Вие рекоте, ги тепале студентите, пробале да дигнат глава. Не може да дигнат глава.
Нито сега може некој да дигне глава. Јас сум едини кој што отворено кажувам она што го мислам. Дури има една статија која што не сум уште објавил, дури може да ви припремат и да загинете. Сообраќајте да ви прират, ако сакат. Можат. Затоа што не сте во чекор со нивните идеи, со нивните сваќања. Добро, што се однесува до, велите може да ви организираат сообраќајка. Вие оваа власт ја нарекувате пострашна дури од фашистичка. Па да, јас сум пишувал тоа, знаете. Во времето на Хитлер, например, постоеше Алберт Шпер, еден фантастичен архитект кој што има посебен респект према него и тој ја пропагираше за време на фашизмот новата класика, неокласицизмот, која што е една фантастична архитектура, влева страхопочитување, ама е фантастична, знаете што. Дури ако и ја прифатевме таа неокласиката, повеќе би се сложил колку ова. Барок. Барокот е некаде 1620 година со палатата Цвингер во Дрезден во Германија се појавува првата зграда на барокот. И ако таа барок зграда која што се смета фантастична и како представник на германската германски барок стил, ги е трните таа декорација, и јас викам дека таа зграда ќе личи на една продавница за леп или најобична продавница за месо. Значи, тоа е декорација. А Лус, архитектот, во свое време, ја дигна главата против декорацијата. И од него почнува чистата архитектура. Декорацијата е нешто што оптоварува, што се фрла пари непотребно. И навреда за уметноста се разбира. Да. Што се однесува до авторите на Скопје 2014 кои ги нарекувате дека се јуди. Да. Сте имале ли контакт со нив? Дали вие сте им бил професор на тие луѓе? Да, јас сум им бил професор и многу ме изненадува што тие архитекти, за кои што сум имал добро мислење и кои што се влезени во мојата книга, како добри архитекти, наедна се превртуваат и јас мислам дека основната причина е парата. Кажуваат други архитекти дека тие не можат глава да дигнат од работа, што владата им ја дава за ова што го прават. На нив не ги интересира достоинството на архитектот и поносот како архитекта, туку се поведуваат по денарот, по парата. И за нив ништо не можете добро да кажете, со други зборови. Добро. Што се однесува до градбите, тоа се дела на помладите ваши колеги, оние градби кои се на брегот на реката Вардар. Вашиот став е дека сеизмолозите предупредиле дека штетата може да биде голема, иако сметате дека и тоа е решливо со оглед на техничките и технолошките решенија, сепак дали такви решенија се вкомпонирани во овие објекти? Знаете што, многу пати сум пишувал, а и сега стојам на тоа мислење, дека сите објекти што се изградени на левата страна на реката Вардар, помеѓу камениот мост и новиот мост долу, па и нагоре, испод Кале, тоа е срам за Македонија како држава, срам за архитектурата наша, и тоа не требаше воопшто да се дозволи. Затоа што и најголемите експерти на Обединетите нации рекоа тука градење нема. Ако се гради, треба да биде нешто приземно и кат, и тоа од лесни материјали, да може да поднесе, да речеме, еден земјотрес, малце појак. Не е толку битно тоа дали може да поднесе или не може да поднесе. Ова е уништување на една крајбрежна рекреативна зона, кој што требаше да се негува како мајката према детето што се грижи, така власта требаше да се грижи за таа крајбрежна зона, таа рекреативна зона. Таму припаѓа не само на Скопјани, и на сите граѓани што доаѓаат од Македонија во Скопје. Да. И
за мене е тотален идиотизам кога продолжуваат и понатаму да градат она испод Кале, она тркалесна зграда, па не знам донеја сега некоја друга градска куќа или како се вика, па понатаму нешто слушам некој од поранешните политичари има плац па ќе градел хотел и така натаму. Тоа е идиотизам. Тоа е луѓе кои што немаат чувство за својата држава, немаат чувство за да на некој начин да ја покажат големината на нашата архитектура. Тие уништуваат, едноставно уништуваат. Па знаете, и од другата страна, на местото на банката, што беше старата банка, една прекрасна зграда, не знам дали ние сте гледали на фотографии, вие сте млади, она чудовиште што го направија, затоа што имаат пари, не знам која сега тама зграда сместена, мисля, че нешто со телефони, ако не беше. Мислите на Телеком? Телеком, да. Добро. Затоа што имаат инвестиции и сега ќе правиме зграда како што сакаме. Тоа е идиотизам. Идиотизам и оно што замислуваат да ја направат сега покрај реката Вардар меѓу студентскиот дом, меѓу градскиот трговски центар и Вардар нека прометна улица. Знаете што во светот прво се прави урбанизам. И во база на тој урбанизам се поставуваат одредени објекти. Прво се реализира урбанизмот, па после се прави, кај нас е се обратно. И таа зграда нема пристап, а и сите овие од лева страна што се изградени новите во така наречен барок, кој што требаше да се слуша туша од сам почеток, немат пристап. Замислете се, избие за една од тие згради се гради мост. Па каде во свет има мост да се гради за една зграда, па за друга зграда? То ни најбогатите држави не го прават. Мостовите се страшно скапи како објекти по инвестиција. Значи, ние сме толку богати што можеме слободно да фрламе пари и да градиме мост за еден објект што ќе влезат таму не знам кои луѓе. Не. Добро, да се сетиме кога велите за богатството во наводници, се разбира тоа кога велите иронично, сетете се на ревизијата која беше направена со иницијатива на градоначалникот на Центар Жерновски, која направија Сладжана Тасева од Transparency International и поранешниот прв човек на антикорупцијска, кој нотира и алармира дека постојат приличен број огромен број на злоупотреби во корупцијска смисла. Јас тука сум слаб, тотално. Што се однесува до тие пари, земање, давање... Но парите кои биле, дадени во проектот Скопје 2014, предпоставувам дека сметате дека требало да бидат инвестирани токму на вистинските места. Тоа е точно. Меѓутоа, колку е предвидено, што е предвидено, не знам, само сега скоро во една дискусија, еден мој колега рече дека никаде не е евидентирано колкава сума е дадена за ова 2014. Да. Мора да се знае кој е тој што ги дава и колку дава. Мора тоа да биде евидентирано, да знаеме колкава е таа сума. И јас викам, со една фасада што прават сега барок, може една школа да се изгради нова. Училиште едно да се изгради. Инаку се знае, професоре, кој ги дава парите. Тоа се даночните обврзници во земја во која имаме над 30% сиромаштија и веројатно повеќе од 35% невработеност. Што велите за новите планови, проектите околу за панорамското тркало, за шпанските скали, например? Се е тоа глупост. Дефиниција глупост. Дефиниција бадила фрлање пари од ова бедна земја, каде што тие пари можат да бидат искористени далеку за попаметни работи во нашава земја. Јас сега моментално, знаете што сум преокупиран? Преокупиран сум со тоа што денеска во цел свет посебен нагласок се дава за решавање на проблемите за сиромаштијата, да се реши проблемот. Во цел свет. Да. Тоа е најактуелна тема. И сега моментално поминувам да размислувам на таа тема. Како да направам што поевтини објекти да можат да се градат за сите луѓе да живеат човечки. Добро, ги преслушувавте ли бомбите, прислушкуваните материјали, дали ги слушавте? Што се однесуваат, се разбира, и за оваа тема за која говориме? Да, сигурно ги гледав.
али не сите, затоа што, верувајте ми, често пати ми е поважна работата отколку да гледам. Не, кога говориме за стравот и за стравот кој владе во ова општество, вие имате и говорено за стравот кој и кај вас дури за владеел кога станува збор за вашиот син, кому му се одмаздиле. Да, точно. Кому му се одмаздиле заради вас. Да, заради тоа што пишувате и гласно говорите, протестирате, критикувате оваа власт. Да. И тоа е срамно, нечесно, да вие го оценувате човекот со ваш најблизок човек. Го оценија синот заради тоа што јас пишувам овие статии што ги пишувам. И сега до ден денеска тој оди на рочиште, обвинет да врати назад, може да замислите 2.300.000 евра. Тој нема 2.030.000 денари нема за да врати. Тој е крајен безобразлук. Што да кажам, тоа е нечовештина, со други зборови. Тотална нечовештина. Професоре, вие и во ова сега, кога говориме, споменавте дека Скопје 2014 треба да биде, уште од самиот старт требало да биде срушена. Но сега веќе голем дел на објекти веќе се изградени. Би чинело многу повеќе, порано одевте со сума од 1/4 од објектите со оглед на тоа што биле конструкција, но сега веќе таков план е невозможен. Точно, овие Билјана, вие добро, значи ме следите. Јас давав тогаш предлог, подобро беше да се сруши, отколку да се остави да се изгради до крај. И тогаш ќе беше се во ред. Но штетата е веќе направена. Направена штета, враќање назад нема. Кои треба да бидат идните чекори на некоја идна власт? Па кажуваат дека ако се смени власта, дури одат на таа варијанта да почнат се ова што е барок да го кинат, затоа што тоа е се од лесен материјал направено, тоа е камуфлажа една и комплетна да се скине сето тоа и на таа варијанта. Али тоа е пак фрлање пари, знаете што. Јас сега поминав пред некој ден со колата улица Македонија кај што е и попречната улица, па се е тоа за завеси ставени за да се прават нови барок и видов неколку направени. Значи, тоа е фрлање пара, ви спомнав што Луз, големиот архитект, рече... Да, за орнаментите. За орнаментите, не, дека орнаментот е злочин. Тоа е позната неговата книга. Еден од примерите се разбира и зградата на ЦК, бивша ЦК всушност, на владата, вашиот колега Петар Моличковски, силно протестира веќе низ годините заради тоа што е тотално заобиколен и неговото авторско дело е прегазено, иако, како вие велите, има починати архитекти и тие газат по нивните мртви тела, но како господинот Живко Поповски, например. Но архитектот Моличковски сепак протестира, но неговиот глас не се слуша. Билјана, архитект Петар Моличковски се смета како еден од најталентираните македонски архитекти. Тој во свое време единствен беше кој што ги земеше првите награди на конкурсите. Тој беше најак на работен на конкурси. Тој води потекло од Љубленска школа. Таму има завршено. И она дело што го направи, пиши ЦК, тоа е едно архитектонско дело кој што го нема не на Балкан, и пошироко, може и во Европа. Тој беше во Америка, таму се дошколуваше. Се дошколуваше, практично се, како да кажам, работеше на собствената надградба, не? И од таму дојде со тие идеи. Ја направи таа ЦК зграда, викам, која што незиниот посебен квалитет на тој век беше што таа беше подигната од теренот со така наречена висечка конструкција и што го поврза делот, крајбрежниот дел од реката Вардар со Илинеска улица. Тоа беше една целина и тоа беше големиот
точно она што најмногу тежи архитектот да го обработи партерот слободен. Сега со ова што се направено, то комплетно се негира и верувам дека и тој архитект страда онака како што јас страдам за мојот студентски дом. Да. Имате и повеќе дела, се разбира, и можете ли да се присетите, накратко да ни кажете како изгледаше архитектурата, почита кон архитектите во време на комунизмот, односно во време на социјализмот. Има една анегдота за која читав и ве имам слушнато кога говорите токму за градењето на студентскиот дом. Гоце Делчев, градоначалникот Ставрев, ви предложил да направите неколку бањи и вие прилично остро сте му рекле не. Точно, да. Видите, во тоа време архитектурата што се градеше во времето на социјализмот беше одраз на современата архитектура. Ние архитекти, млади, кои тогаш кога се на некој начин образувавме, се служевме само исклучиво со западната литература. Архитектур доживели, архитектура, прогресив и така натаму, значи со фрли часописи кои што публикува се она ново што се случува. Инспирација ви беа врвните. И ние одевме во чекор со таа архитектура, сите. И сите објекти што беа изградени во тоа време беа понос за не само за Скопје и за пошироко. Луѓе што доаѓаат од другите градови на Југославија и тука вика, јас се сеќам за еден од Сараево да вика, ми навлековте комплекс на помала вредност. Затоа што Сараево не е тоа што е Скопје. Скопје беше пример на современата архитектура во цела Југославија и пошироко. Подоцна со војната и со Скопје 2014 гледаме како може да се уништат града. Да, точно така. И Сараево и Скопје. Така да... И кој беше односот на политичарите во време на социјализмот кон вашите дела и кон вас? Можам да ви кажам дека тоа беа политичари образовани луѓе, интелектуалци, високи интелектуалци беа. Тие има почит према стручноста. Тие ги почитува архитектите. Тие му дава на архитектите отворени раце затоа што тие знаат дека архитектите се тие што можат да направат, а не тие. Према тоа беа толку паметни. Јас вие ми посочите со примерот Љупчо Ставрев, кој што беше еден извреден интелектуалец и градоначалник, кога му реков не, тој само се повлече. Затоа што верува во стручноста. А да е сегаше некој, не можете ги така да му кажете. Не можете така да се однесувате. Добро, околу идејата, повторно се вратам со Скопје 2014, со оглед на тоа што не може да функционира динамит како првична ваша идеја. Има неколку дефиниции за Скопје 2014, дека станува збор за Дизниленд, значи критичарите не само од Македонија, туку и критичари кои доаѓаат од светот, се подбиваат, се подсмеваат со власта, со нарачките, со наредбите на власта како треба да изгледа Скопје. Која дефиниција вие би ја дале? Ја само да ви кажам, имав една случајна средба, бев во трговски центар, нешто имав работа, па наравте до плоштадот. И до една ограда до стоковната куќа Скопје, видов дека се дигат некакви столбови, каде што веројатно сакат да се маскира стариот трговски центар со некоја друга фасада, и на таа ограда беа наслонети едно 4-5 души кои што осетив дека се страци, сите беа со апарати. И стоја, како мумија стоја. Придов кон нив и прашам од каде сте, вика од Лондон. Викав, како ви се бендисува? Знаете што рекоја? Како може овакво чудо да се случува во силомашна земја? А водата бликаше под Александар Македонски. Знаете како изгледаше? Александар Македонски, споменик од вода, поплочено, направено, и овие се чудат толку богата ли ова земја што може вакви работи, што толку пари фрла за вакви глупости. Тие тоа рекоа, ние се чудиме на ова. На ова земја, знаеме која е ова земја. Ова да фрла вакви пари, тоа е необјасниво. Англичаните.
И затоа викам, сите што доаѓаат од надвор се смеат на ова што се прави кај нас. Тие не доаѓаат за да видат нешто ново. Има каде да видат ново. Тука кај нас нема ново. Кај нас е тоа страшно, ужасно е тоа кај нас. И тие сите доаѓаат да се подбива на ова што се прави кај нас во Скопје. Знаете како вели власта, кои се аргументите на власта? Дека не треба да се срамиме од своето минато, од античкото минато, од историјата на Македонија, на македонскиот народ. Нека ја остават историјата така, нека со историјата пишува дека сме тоа и тоа. Меѓутоа, нека не ја гибаат архитектурата. Како минато имаме ние со барокот, македонската архитектура? Како минато? Никако, нула. Нито ни треба, не ни треба. Ако сакаме барок, ќе одиме во Битола. Ќе ги видиме старите конзулати. Ќе видиме навистина архитектура фантастична, од барок. Дури имаше таму и неокласицизам. Дури имаше и некои други стилови, кои што представуваат на некој начин и гордо за Македонија, затоа што Македонија не тапкала на место, ходила паралелно со тоа. Меѓутоа тоа во Битола ќе најдете, во Скопје не. Во Скопје беше модерна архитектура. И така требаше да остане. Битола се превратира, нормално. Нема да остане за барок. И Битола почна да гради модерни современи. И цела Македонија, не? И Охрид исто така. Да. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин. Благодарам и на вас. Повелете и друг пат.